Како се конструира пристрасноста во новинарското известување и како медиумите известуваат за локалните избори, беше темата на телевизиската дебата што Високата школа за новинарство и за односи со јавност и телевизија ја организираа во Битола. Беа презентирани наодите од анализите на медиумското врамување на политичките актери во кампањата за локалните избори. Мене ме плаши, значи сега работам во една редакција во која постои длабока поделеност на таа основа. Што се води битка кој повеќе ќе му учини некому. Едно време размислував дека дека добиваат, не зборам сега само за кај мене и за порано, дека се добиваат инструкции од одредени центри, од партии, од штабови, од центри за комуникација. Тоа што ми изненадува денеска, значи го гледам не само кај мене, викам и во други редакции, е што самите новинари веруваат во тоа и сметаат дека тоа е денеска новинарството. Ретки се примерите каде што има вистинска дебата во редакциите, каде што се разменуваат аргументи, каде што има кавги околу тоа што треба да е насловна, што се дебатираше и за тоа што нуди новиот предлог закон за медиуми во делот на постигнување на демократските цели на регулацијата, а што иницијативите за почитување на етичките правила во вршењето на новинарската професија. Самиот регулатор е тој што треба да ги заштити медиумите. Доколку тој не е независен, нема да има кој да ги заштити медиумите. Втората улога на регулаторното тело, што јас мислам дека во претходната, значи во скорешните години во имплементацијата на законот, мислам дека беше негативна, е тоа што регулаторот дозволи пазарот толку да се раситни што сега не е можно да имате професионални медиуми. Именно саморегулацијата во балкански услови се сваќа или тргнува некоја премиса на создавање некакво конспиративно арбитрарно тело, кое што есенцијално е во контрадикција со самиот поим на саморегулација. Саморегулација доаѓа од само и регулација, што значи самата фела, самиот ЕСНАФ, самите организации треба да се регулираат самите себеси со своји акти. Тука најдов на Кодексот на новинарите на Република Македонија, за кој што сметам дека представува исклучително квалитетен документ, кој што ги регулира односите внатре во самата фела, при тоа не загризувајќи ги слободата на мислата, а да не навлегувам сега во тоа што е цензура. Намерата на овој закон е да плаши, да ги плаши новинарите, да ги плаши медиумите. Овој закон е плашиво. Еве зошто ќе ви докажам зошто тоа го тврдам. Владата користи 3 аргументи зошто ни треба ваков закон. Еве 3 аргументи ќе им ги побијам. Вика, ја вградува директивата, аудиовизуалната директива. Верувајте дека и таа коректно ни ја вградува. Им посочивме во кои делови, зошто тоа не го прават. Тврди дека треба ваков закон затоа што сака да постапуваат по забелешките на Европската комисија. Првата и основна забелешка на Европската комисија е дека медиумите работат под силен политички и економски притисок. Не само што не го намалуваат притисокот, туку го зајакнуваат и нас не прашуваат а како да се постапува, како да го намалиме. Еве конкретно, нека во новиот закон предвида дека лидер на политичка партија не може да биде сопственик на медиум. На дебатата учествува уредници, новинари, професори, представници на невладините организации, експерти, представници на државни јавни институции, представници на меѓународната заедница и студенти на Високата школа и правниот факултет. Ние имаме, почитувани колешки и колеги, повозрастни и помлади, така наречена купена лојалност од страна на многу компании и поради тоа не само што немаме критичко известување, туку немаме и истражувачко новинарство. Значи, компании, да речеме, од фармацевскиот и од некои други сектори, кои што инаку не може да се рекламираат, со многу од медиумите на почетокот на годината склучуваат договори на пристојни износи. Ова е трета дебата во рамките на активностите на проектот наблюдување на известувањето на медиумите за партиско-политичките и меѓуетничките прашања во текот на предизборниот период, кој Високата школа го реализира со поддршка од амбасадата на Холандија и мисијата на ОПСЕ во Република Македонија.